Isusova i istina videla ne zobira. I ostani voljene, Isuse Kriste, Spasitele. Miro tvoj mi go davaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Istina vivela da se ljubite, kako što i jaz te voljubim. Ljubovna je sila Isusova i istina vivela ne zobija. Isuse te zahvalim. Dojdi i ostani voljene, Isuse Kriste, Spasitele. Slava ti Gospodи Isuse Kriste. Ajde 65-9 velam, pa ke влеземе и онака каснеме. Ajde, slava ti Gospodi Isuse. 65. Slava ti Isusa. Slava ti Gospode Isuse Kriste. Благодарим što dođeš kroz sila. Rameronakam sremlja. Ime za otvorite se za silo Isusova. Slava ti Gospode Isuse Kriste. Slava ti Isuse. Tebe ti vela, stani i odi, zemlja postelkata i odi si. Verata tvoja te spasuva, verujem u Isus, moj Gospod, Spasitelj, koji te pretrpi do kraja, ke bide spasen. Ostavi se zemno i vrvi po mene. Ja sam tvoj od Gospod, doktor, Spasitelj. Stani i odi, Isus te isceli. Me isceli, oceli svet, me возлюби, tvoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne zobira. Me isceli, oceli svet, me возлюби, tvoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne zobira. Što sa každa naprava za tebe, da gledam, odam, slušam, ljubam Isuse, sve možno za onoj koji veruva. Neka ti bide spored verata, me isceli, po celim svet, me возлюби, tvoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubov tvoja,
ljubav tvoja, što nikoga ne sobira. Pošto 62 neke влезем, ти го давам срце. Слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. Така е, Господи. Слава ти, Исусе. 62, ти го давам срце. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Слава ти, Слава ти, Господи Исусе, што доаѓа твојата сила и вечерва. Алелуја, амин. Само пуште се и пишете слово. Даде Твојот Син за нас, Ти го плати долгот наш, Ти ми даш платека, да вървиме по љубовта. Ти ми даш платека, да вървиме по љубовта. Ти го дадам срцето, и живеј во него. Кратко најмили Исусе, возлюбен мој Господе. Кратко најмили Исусе, возлюбен мој Господе. Нема да умрам, ќе живеја, љубовта Твоја ќе ја прославам. Живееме ли, умираме ли, о љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Нема да умрам, ќе живеја, љубовта Твоја ќе ја прославам. Живееме ли, умираме ли, о љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Звезда. Слава ти, Исусе. Слава ти, Татко наш. Ти благодариме што не собираш. Те љубиме. Слава ти, Исусе, што сме повторно собрани. Звезде микрофонот во Твојата љубов. Собрани сме во името Исусово. Твојата сила се излева и вечерва. Ги гледаме небесата отворени, ангелите како слегуваат и се искачуваат над Синот човечки. Ние покорно ги свиткуваме главите и колената пред Тебе, Татко наш. Веруваме во Твојот Син, Господ Исус Христос. Му предаваме се што имаме. Господе Исусе Христе, да дојдеш во нашите срца, да ја примиме Твојата сила, во водна бања во Словото. Согласни сме сите ние денеска, собрани сме во Твое име, во силата од десната страна и велиме сите заедно, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, во нашите семејства, во нашите деца, партнери, родители. Господе Исусе Христе, Ти предаваме се што имаме, ние Тебе Ти припаѓаме, согласни сме и денеска Духот да не води, да не исчисти, да не освети, да не одврзе од секоја врзаност со сатанскиот свет.
Господе Исусе Христе, се што е од Тебе, нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине, согласни сме, мора да замине секој отпор, секоја зла сила, секоја болка, болест, страдање, магија, проклетство, надвор од секој еден од нас. Зборувај ни и денес, покажи ни што треба да направиме, како да се промениме, како да пораснеме во Твојата љубов, како да бидеме еден дух со Тебе, едно тело, една љубов која никогаш не престанува. Слава Ти, Господи Исусе Христе, што ги излеваш овие слова, што си Ти учителот, што ни покажуваш што значи живо слово, кое изрекува живот во секоја душа, во секое срце, во заедницата, во нашите семејства, деца, родители, роднини, пријатели, партнери. Татко, Твоите деца се собрани во името на Твојот Син и ова е Твојата жива црква, духовна заедница, Исусова заедница, еден пастир и едно стадо. Господ Исус Христос во секое срце. Амин. Поголем број работи во светот не се условени од нас. Не поголем, речи си сите. Значи, не зависат од нас, не се условени од нас. Сакаме нешто да направиме и да промениме. Не можеш да промениш затоа што има отпор, затоа што има друга сила. Луѓето не сакаат да се променат. Светот е поголем од тебе, од мене. Што е тоа светот? Тоа е она што се изветвило од свет, останало ветво, и тој што го владее овој свет, пазете сега, и тоа е падната природа, привремено го владее, но е духовна природа. Тоа се поднебесните сили на злото на овој век. Тие се духовни и имаат повеќе сила од секој еден од нас. Значи, таа е духовна сила, ние сме телесни и затоа ни е нужен. Нужен ни е Исус. Сами не можеме да го победиме светот. Ние сме сведоци на наједноставни работи, на состојба во влез или на работа или во едно семејство. Сами не можеме да го промениме светот. Потребна е сила да примиме, ние велиме духот кога ќе слезе во сила, да го разбереме тоа, љубовта да дојде во нас, таа е љубов која е сила, која никогаш не престанува, постојано го повторуваме ова, и да не задржи, да не осили, да не одвлече сатанската стихија на овој свет, да не потопи, да не погуби, нели, преска правевме муабе, да не навлече на грев, да вратиш со лошо и влегуваш во сатанскиот круг. Тој вели да го завртиш другиот образ. Тешко е за телесен човек да разбере. Тој вели да се молиш за непријателот свој. И тоа е тешко. Тој вели да го благословуваме оној што не колне, да му однесеш вечера на непријателот. Сигурно е тешко, кога му велат апостолите, тоа е тешко. Кој може да издржи? А Исус им вели, за Господ се е можно. Само ако си во еден дух со Него. Само со Исус Христос се победува овој сатански свет. И тоа е различна позиција. Што значи да го победам светот? Еве, ние имаме една состојба, овде сме во еден влез. Гледате, влезот нема струја, доле вратата не работи, скршени прозорци на втори спрат, кровот има проблеми, лифтот се распаѓа. Ние пробавме да го промениме, но нема доволно број луѓе што ќе поверуваат да се промени и стоиме статус кво. Видете, тоа е тој момент. Не можеш ти да го промениш светот. Има некои со фикси идеи ќе го спасат светот. Христијани, светот ќе пропадне. Тој пропаѓа секој ден. Ние го гледаме тоа дека се крајни времиња. Овде каде што сме ние во таа Македонија, што е именувал семокниот Бог, нашиот цар Исус Христос, се краде, се лаже, се убива, дрога, перверзија, се и се што. Содома и Гомора. Нема власт, правниот закон телесен не функционира. Сведоци сме на тоа, затоа тој вели ново небо и нова земја. Значи, нас не измачуваат неправди. Неправди има во светот. Ние имавме еден Стојан Герасимов, македонец од Пиринска Македонија, во една протестантска заедница. Неговата исповед почнува вака: јас барав правда во светот. Правда во светот, правда нема. Нема правда. И тоа нас не измачува, неправдата. Само во Исус има правда.
замисли не измачуваат, неправди, желби, роднини секако. Роднини, непријатели на човекот се неговите домашни, се мисли на демоните и на луѓе, ситуации не измачуваат во кои се вртиме во круг, се враќаме во калта, не можеш да ја промениш ситуацијата, како што рековме, светот е поголем од тебе, светот го владее сатаната, тој е кнезот на овој свет, кратко време го владее, има рок на трајање, кога сватиме тоа треба да се издржи, да се додржиш во Исус, само со Исус можеш, се вртиш во ситуациите, не можеш да ги решиш самиот, тоа е јасно. И ние ги имаме овие стихови, еден ке натера фасцинантни во бегство 1000. Пазите го тој момент. Јас секогаш се држам за тие стихови. Точно не ни знам каде се, сега треба да ги барам, дали се во Сирахова, дали се во Соломонова, или се во Псалмите. Двајца ке натераат во бегство 10.000. Пазете го моментот. Зашто зборува тој? Па за демони, поднебесни духови на злото на овој век, непријателска сила е таа. Сака да те убие, да те обезличи, да те дотера во блудство, да станеш како нив, да станеш свиња што се враќа во калта, да бидеш пес, да исплукаш па да го лижеш тоа. И забораваш што значи по Божиот образ го создаде човекот. Божиот образ не е таков. Знаете, те држи врзан во сатански пранги. Ти дава некоја ситуација, желби, мечти, поврзано со светот, и тоа се повторува и ти се вртиш и ти проаѓа животот, го трошиш времето на милост, без Исус ти си во пораз и сатаната те влече долу. Ти си сатанска природа, наедноставно. И затоа ти ќе почнеш да враќаш како нив. И ти рече, сите крадат и јас крадам, сите лажат и јас ќе лажам. Не те гледа никој направи. Тоа е сатанската природа. Пазете, тој вели, зеницата на окото твое те гледа тебе како Христов слуга. Кога веќе си рекол дека сум со Исус, што правиш и како постапуваш? Светот е суров, те сничкосува, кратко време го владее сатаната, ако му се поклониш, ќе ти даде власт да застанеш негде да командуваш, па да почнеш и ти да крадеш како нив, и тогаш кратко време, одредено време ќе мислиш дека си добро, додека не тргне понатаму надолу да оди се. Потоа нема враќање. Ќе се потребни вечности да се отплати тоа во духовниот или во материјалниот свет, одредени генерации на деца кои се мачат, женски, машки, умираат, проклетство и така натаму. Значи, на световните минливи вредности ќе ти даде малку време само со Исус, ако му се поклониш на сатаната. Само со Исус се победува, влегуваш во вечен живот, влегуваш во љубовта која никогаш не престанува. Одиме цитат, да, брате, да го добијат од тебе, од секој еден од нас во Господ Исус Христос, она што го молам, апостол Павле вели, развесели го срцето мое во Господ, односно Филимен 1.20. Значи, треба да добијат нешто од тебе. Ако веќе си дошол до Исус, тоа е тоа, да го развеселиш срцето негово, да го добијат она што го молам, тоа е целата суштина, треба да добиеш од Исусов сотрудник сведоштво за Исус. Што е Исус? Да види во тебе, во окото, во гестот, во здивот, во срцето, дека ти вистински си поинако. Ние сега правевме муабет. Те напаѓа некој, го има тој стих исто во Стариот Завет, кога некој што е над тебе старешин или владетел, се дере на тебе предпоставен, те напаѓа, не го менувај местото, остани таму, чекај. Ако не му вратиш со иста мера, не му станува тешко. Значи, сотрудник моли за тебе, сила да премине, да дојде. Само со силата Исусова можеш да излезеш, Дух Исусов, да примиш сила, за да ти се развесели срцето, да не гледаш само црно, за да се справиш со неправедниот свет. Инаку не можеш. Луѓето се лоши, себични, немаат љубов без Исус. Ние ќе речеме тој е добар човек. Да, не убива на површно, но внатре ќе видите кога се случи нешто што ќе го поттикне, како наеднаш станува. Ние го велиме, стај го да биде некој управник или директор, да видиш што прави. Како се менува од власта, излегува таа сатанска природа, да владее, да покорува, да поседува, да те понижува, он да биде горе, другите да му служат. Исусовиот принцип е спротивен. Исус дојде да служи на сите. Ние треба да правиме, значи тоа е нужно да го запознаеш,
да го возлюбиш Исус вистински со сето срце, душа и ум, да се предадеш во него. Како невестата што му се дава на младоженецот, ние зборуваме за свадбата на јагнето, тоа е парабола и метафора. Значи, Исус е младоженецот, ние сме невестата, нашата душа, црквата, зборува за соединување во љубов. И таа е цела суштина, не само во умот. И сега видиш што вели тој, ним им се осквернати и умот и совеста. Тие зборуваат дека го познаваат Господ, Бога, со делата своји го одрекуваат, бидејќи се одвратни, си тераат по своје непокорни. Непокорност е сатанско, сатаната е спротиставен на Господ, неспособни за никакво добро дело. Тит 1:15-16. Неспособен си за добро дело. Ако Исус не живее во твоето срце, ти немаш доволно љубов, доволно сила да останеш во љубовта, бидејќи немаш сила и љубов, сатанскиот свет е посилен од тебе, како што рековме. Духовна природа е, ти ги чита мислите, за нас е тоа чудно, но само во срцето ако пребива Исус, тој не знае што ќе направиш и кога му се покаже силата, ако си ти вистински соединет со Исус, ќе побегне, значи еден ќе натера во бегство 1000, 20-10 сме гледале како бегаат сатански слуги кога се покаже силата. Како што велеше Илија, татко, ако сум слуга Божји, нека слезе оган и ги гореше се до еден момент, додека тие што доаѓаат да го принудат на нешто, не му паднаа на колене и му рекоа, те молиме, немој да не гориш. Значи, не зборуваме за телесен, осквернат ум, своја волја, нечиста совест. Тоа е човечкото. Ти судиш, не простуваш, решаваш во себе, самиот решаваш, зборуваме нека биде волјата твоја, ни зборува за Господ, а со делата одрекува. Фарисејски, нема доволно љубов. Еве го стиховите понатаму Матеј 22:8. Свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Значи, соединувањето со Исус е свечен момент, свадба, кога од телесен калнив пес и влегуваш во духовната природа, да се осветиш и исчистиш, вистински да го возлюбиш. Свадба е твојата врска со Исус Христос, дали да достојуваш во Него. И тој вели понатаму, чувајте се од квасот фарисејски и садукејски, Матеј 16:11, телесно учење за Исус си го толкува како што му одговара, без обврски. Пазете го овој момент, без обврски, он верува во Исус, да вршиш дела на љубовта. Ти имаш обврска, како што рече, од тебе да го примат она што го молам јас, силата и духот да видат дека ти работиш за Царството Божјо. Народ вели кој со устата своја, со устните ме почитува, а срцето негово е далеку. Тоа е целата суштина. Далеку е срцето негово од мене, но напразно ме почитува. Празни христијани, празна вера, само зборуваат, а не извршуваат. Еве ги стиховите, учејки со човечки знаења, учења и заповеди. Човечки учења. Затоа е пишано, еден е учителот. Исус е учителот. Тој треба да зборува низ духот. Ако не зборува, ги гледате тие телесни цркви кои се поделени и немаат дух, немаат сила. Празна почит кон Исус. Без вистинска свадба. Не си ти веќе со Него, соединување без љубов. И понатаму го кажува оној стих што често го зборуваме. Тие говорат, а не извршуваат, Матеј 23:3. Говорат за Исус, пазете, полна уста совети, поуки, стихови, не можат да ја извршат Исусовата заповед на љубовта, на лошото да вратиш со добро, да останеш во Исус, не да вратиш од себе. Мораш да чекаш да ти дадеш можност да промениш нешто. Светот не можеш да го спасиш и промениш. Промената си ти ќе се промениш. Нема веќе да бидеш своеглав, ќе бидеш Христо кефален, тој ќе биде главата на црквата и ќе ја извршуваш Исусовата љубов, ќе ја живееш и тогаш имаш сила да го победуваш светот. Во Исус заедно, да не се нарекуваме учители, еден е вашиот учител Христос
и вие гледате, вие што сте тука, значи јас ги добивам овие од дух, слегуват и ги запишувам. Тоа е благословна поука, свесен дека сум само сад, да ти ги објасни во духовна сила сите овие соодноси, што ми е мене Исус, зошто имам татко на небесата. Филтрите се јасни, ги повторуваме постојано, дојде ни чисто да знаеш дали некој има дух или нема. Ако вика само Господи Бог, Господ Бог, нема дух, бидејќи е пишано, никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Штом нема дух, тој ќе зборува за Господ, не зборува за Исус. Кога ќе дојде духот, само Исус ќе го славиш, од сабајле до вечер, тоа е филтерот дали имаш дух или не, и ќе вика татко наместо Господи. Речи си, никој не вика, денеска баш гледав еден повисок службеник од една голема заедница од македонската народна религија, исто само зборува за Бог, Исус го нема, не го спомнува. Христов слуга од сабајле до вечер го спомнува Исус. Значи, вие да не се нарекуваме учители, еден е вашиот учител Христов, сите вие сте браќа, се однесува и на сестри, 23:8. Дали му дозволувам на Исус да се всели во моето срце, за да научам што е тоа сила, дали свадба јас имам со Исус, вистинско соединување, дали сакам да му бидам ученик, ќе ве познаат, вели, ако сте мои ученици, ако се љубите. Ако имам љубов, јас, значи Исус е во мене, неговата љубов е во мене. Да бидам ученик, значи да признаам, да сакам да учам. Имаме овде и професори во групава. Некои деца не икат да учат, имаат отпор. Така сме и ние кога не сака. Некој сака да учи, сака жеден за знаење. Признаваш дека не знаеш. Некој мисли дека е роден знаење, тоа е грев, односно гордоста е смртен грев. Дали сакаш да учиш ти од Исус? Што да учиш? Па да љубиш, не ти не го гледаш духовниот свет. Рековме, светот го владее сатаната. Тој ќе те, како да кажеме, ќе те дразни, ќе те доведе во состојба да вратиш со лошо. Да почнеш да пцуеш, да колнеш, да се тепаш. Светот е неправеден, нема мир и љубов во него. Дојдете при мене, вели Исус, сите ги вика изморени, обесправени, јас ќе ве успокојам. Да влезеш во неговиот спокој. Тоа е целата суштина. Значи, мир ни дава само вистинско заедништво со Исус. Што и да се случува, се држиш за Исус. Ние сега зборувавме за исцелување на раката, нели, има проблем, останува достојно, се држи, не оди на лекар, симптомите полека исчезнуваат. Значи, во тврда вера, кога ќе заврши, се надевам дека ќе направиме еден краток момент. Што значи тврда вера? Светот е неправеден, нема мир и го имаме тој момент. Бегај од човек раздорник. Не значи да се дружиш и да не се дружиш со неверници, откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати, го посоветуваш, нели, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши, дека се осудил сам себе си. Значи, треба да бегаш од раздорник. Што значи тоа? Па не му давам да ми ги менува состојбите. Ако сум веќе живеам со него, ставам ограда, зид, јас му припаѓам на Исус, постапувам вака со Исус, ти прави си како што сакаш, еден ден ќе застанеш пред Исус. Не му дозволувам да ме оттргнува од Исус. Бегај од човек раздорник. Што ќе правиш? Пак ќе дојам до влезот, нема состојба на луѓе, си остана влезот како што си беше. Нема струја, такова е една душа празна, вратата е скршена, нема струја, лифтот се распаѓа, на втори спрат нема прозори, си влегуваат демони, гулаби кога сака, кровот прокиснува, прашање на момент кога секој се урне. Тоа е тој раздорник. Што да му правиш кога не сака да се промени? Друг препев вели, оние што изопачено ја проповедаат верата, предупреди ги еднаш два пати, најчесто не сакаат да слушаат, а потоа остави ги. Пази го сега, знаеш дека тие се изопачени и со своите гревови самите се осудиле 3:10. Знаеш, го земаш ова слово, го зборуваш, критикуваш други, а пази, во телесен човек, и тоа е оној стих кој исто така треба човек да се замисли, словото без дух е мртво, значи зборовите, словото убива. Фасцинантен слих, а духот оживотворува. И тој вика, читајте ја Библијата, ќе разберете. Што ќе читаш ти? Тебе ти треба водство од духот, затоа тој вели Исус, тие се телесни и немаат дух, телесниот човек не го разбира Светото Писмо, освен ако нема дух да доаѓа да слегува, како што гледате, со
духовни плодови од разни состојби. Значи, зборува за фарисејски световен квас, зборува за Исус, кој не живее свадба, нема заедништво со Него, си живеат според себе си, гревовни тела во тој минлив свет, не сака да се промени и мисли дека е во Исус. А Исус вели нека биде волјата Твоја, и тој вели ништо јас не правам сам од себе, таткото ги врши делата, прави и ти така. Тој зборува низ мене, тоа ретко кој го разбира. Значи, кој вели дека во него пребива, во Исус, должен е. Ти велиш дека си во Исус, должен си што? Должен си, пазите го моментот, да постапува така како што постапи тој Исус. Ти имаш должност. Не си само да седиш и да си го живееш, знаеш за Исус и си седиш. Пазите го сега тој момент. 1 Јован 2.6. Постапки и однос кон сатанскиот свет е тоа. Кон што мислевте вие? Како ќе враќаш на тој што прави? Па нормално нема да враќам, чекам водство, тоа постојано го зборуваме. Чекам водство, дај ми сила да го решам овој проблем. Помогни ми како, ќе ти даде како. Ќе ти даде, некогаш треба да молчиш само, додека не ти слезе дух. Значи, како Исус, тоа е филтер на љубовта. Тоа е позиција, оној што тврди дека е Божји, Исусов човек, треба да го следи примерот на Исус. Ти ќе знаеш дека е тој, ќе рече, тој верува во Исус, гледајте го. Пази го тој момент, 2.6.1 и од 1 Јованово, тоа е следбеништво, сотрудништво со љубовта. Пазите го сега тој момент, кој вели го познав, го знам јас Исус, сум го видел, да, Исус знам. Има некој Исус, еднаш годишно 2 пати, го познав, а заповедите негови не ги врши. Значи, должност и заповед имаш. Заповед е во војна состојба. Сатаната трча да ве свлечке да уништи цели семејства. Значи, тоа е целата суштина, не ги чува, тоа е лажго. И во него нема вистина, го нема Исус 2.4 1 Јованово, и понатамо е кој ги пази заповедите негови, во него Божјата љубов се усовршува, односно те усовршува Божјата љубов. Полека стануваш, како да речеме, имун на некои состојби, остануваш во мир, чекаш водство од Исус и ги имаш состојбите. Беге од мене, Сатано, Господ Исус да те укори, да ти намножи мерка според срцето. Јас му припаѓам на Исус, немој да правиш лошо, нема да биде добро после. Нема да можам да ти помогнам. Исус да ти намножи и така натаму, тоа што имаш во срцето. Тоа е благослов. Но видите, благословот не е секогаш благ, ако тој ти носи отров и ти му викаш Исус да ти намножи според мерка од срцето. Што друго да му кажеш, да го прифатиш? Благословот се враќа кај него. Тоа што го носи во срцето, сега го ќе го добие. Ти само му зборуваш да го разбере. И така натаму, кој ги пази словото негово, во него Божјата љубов се усовршува, но ние знаеме, по тоа знаеме дека сме во него, кога имаме љубов, кога не води љубовта, и тогаш знаеме што е сила да се спротиставиш. И ние ќе испееме сега една песна, Слава ти Господи Исусе Христе, и ќе објасниме на кратко една постапка како јас да почнам од активен, пасивен, ме го зборувале ова, но не е лошо да го повториме, да се подсетиме, молител кој бара само помош, да преминам во борбена состојба, да го користам живото слово, мечот на духот, да се бранам во сите состојби, кога е болка, мака, страдање, напади разни состојби и така натаму. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ги изле овие слова, што сме здрави, исцелени, силни во Тебе. Сега ќе испееме една песна, па ќе се вратиме на поука како треба да војуваме. Може последната манда.